Шестмина од обвинетите во случајот Келија се подготвени да признаат дека врбувале македонски граѓани за боиштата во Сирија. На денешната седница за оценка на обвинителниот акт, тие рекоа дека и покрај тоа што немаат видено ниту еден доказ против нив, сепак сакаат да се спогодат со обвинителство. Меѓу нив беше и првоосомничениот, имамот од Скопската тутунсус џамија Реџеп Мемиши. Основно бараат да извршат увид во доказите, па евентуално после да се произнесат по однос на наводите во обвинителниот акт, а особено по однос на постојањето или непостојањето на вината. Останатите петмина обвинети останаа на ставот дека не се чувствуваат виновни за делото, за кое не знаат со какви докази располага обвинителство. Скопјанецот Стефан Стефановски, кој обвинет дека е напуштил Македонија за да биде дел од паравоена формација во Сирија, пред судскиот совет рече дека не ја прифаќа вината, бидејќи како медицинско лице има обврска да им помага на сите без разлика на вера и нација. Нивните адвокати тврдат дека обвинителниот акт е нејасен, бидејќи во него нема точна квалификација за колку кривични дела се товарат обвинетите. Обвинителот денеска направи преквалификација и замислете од едно кривично дело, мојот клиент го обвини за 3 кривични дела, што е за мене неразбирливо. Тој не е почетник обвинител, тој има одговорност, водеше истрага година и нешто, во која истрага не ни даде можност да дадат изјави обвинетите. Јас сум длабоко убеден дека можеби за прв пат ваков обвинителен акт ќе се врати назад, бидејќи ниту во ниту еден момент, а по наше инсистирање, не ни е доставена на увид наредбата за спроведување на истражна постапка, која што е нешто почетно за целава постапка во истрага. Според обвинителство, 11 мината приведени се сомничат за учество во странска војна, полиција, паравоени и параполициски формации, при што еден дел се товарат за регрутирање лица за војните во Сирија и земјите од Блискиот Исток, други за обезбедување финансиска и материјална поддршка, а трети за директно учество во војните. Седницата за оценка на обвинителниот акт продолжува на 25 март.